Од една страна го имате Стево Пенаровски, човек што од Сабајле кажува едно, на попладне може би нешто друго, за вечерта што ќе му кажат од штабот тоа да каже. Знаете кој штаб, оној што е или у Речица, или на Бихачка. Бира, зависи дали е вторник или среда. Но, од другата страна имаме жена што ќе се бори за правдата. Жена што ја сака Македонија и жена што секогаш ќе биде со народот. Но денеска сакам да завршам со една убава теза, еден убав момент. Сите заедно да се сплотиме и да направиме историја во Ѓорче Петров. Има многу хиени што пробуваат да го каснат лавот, но знаете, лавот секогаш победува на крај. Да се сплотиме и да направиме историја заедничка и да си ја вратиме Република Македонија, за да биде горда, за да биде единствена, за да биде сплотена и да почне времето на промени. Да сте ми живи и здрави и да направиме историја во Ѓорче Петров. Благодарам. Македонија според уставот е демократска, самостојна, независна и социјална држава. Ама замислете, во време на социјал-демократска власт, Македонија станува држава на социјални случаи. Секој ден се зголемува бројот на сиромашните луѓе. Дури и луѓе со знаење, со дипломи, луѓе кои би требало да бидат горда интелигенција, почитувана интелигенција, паѓаат на дното. А на врвот неколку семејства, а на врвот неколку стотина луѓе кои не знаат што да прават со себе. Затоа мислам дека мора да сториме час поскоро нешто, а вие сте тие кои тоа може да го сторат, бидејќи доаѓа времето на отчетот, иако не гледам отчет од сегашниот председател, а би морало да го има и тоа треба да биде една дебела книга. Ама времето на изборите е време на соочување со народот. Тој го дава легитимитетот. Ние сме европски народ. Нам ни е местото во Европската Унија. Македонија ќе биде горда, Македонија мора да биде, треба да биде, заслужува да биде членка на ЕУ, а за да си има тамо почитувано место, треба да биде стандардна европска држава, а не балканска неразбирлива држава или вилает, ако сакате. Благодарам. Се прават како да се нови во политиката, како да не се истите што се седнати во скутот на Дуи, Али, Артан и Бујар. И слоганот им е таков: нема откажување од фотелите и тендерите. Затоа и пребегнуваат со местенки и теми кои не враќаат назад и кои сакаат да направат да заборавиме дека 6,5 години се на власт и дека ја киднапираат државата со нивните другарчиња од Дуи, Артан и компанија. Да ве прашам, кога сте слушнале Стево да каже лош збор за Дуи, за Артан Груби? Одговорот е јасен: никогаш. И не треба само да каже, не е тој коментатор, туку треба да превземе нешто. А ништо не превземаше, затоа што калкулираше и коленичеше за гласови од Дуи. Стево е повеќе од 23 години во високата политика. И да ве прашам, по која одлука, по која кажана реч ке го паметите изминативе повеќе од 23 години? Пона мизерно додворување до Борисов, кога му рече: љубави, имаш поздрав од премиерот. Да, смешно е, но во суштина е трагично, бидејќи тој е председател на Македонија, едноставно тоа е Стево. Срамно е да се гледа. Нема веќе понижување. Нема веќе недостоинствени одлуки и изјави.
Имаме сила, Македонија има сила и ќе докажеме дека можеме подобро, мораме подобро, затоа што нема повеќе време за губење.